И понатаму критична е состојбата со поплавите на некои места во Кичево. Целосно поплавен е и градскиот стадион, а од раководството на фудбалскиот клуб Влазериме информираат дека и клубската инфраструктура и објектите претрпеле значителни и сериозни материјални штети. Целосно уништен е теренот со облекувалните, спортската упрема и дресовите, како и целиот инвентар. Лоша беше, ти кажа. Едва и влегом, бос влегом натре. Бос, па и землам. Мара машини, све още танатре се, та ќе видите. Не е, два пати, кај што е големата поплава. Имаше и пред. Зато те видим ја тогаш, кога дојде. Ова беше пол. Во меѓувреме сите релевантни субјекти и општествено одговорни фирми се активни и на терен. Доставувањето на храна се одвива непречено и исклучиво преку општина Кичево во координација со Црвениот крст. Жителите кои се засегнати од поплавите и понатаму се сместени во спортската сала, која располага со соодветно грејење. Во соработка со Црвениот крст обезбеден е дел од потребната помош, а храна се обезбедува и преку општинската народна кујна и преку црковната кујна, со средства на општината и во соработка со Црвениот крст. Ние сме во фаза на изработка на проект. Еве во овие кратки, 2 и нешто месеци од кога сум дојден како градоначалник, веќе почнавме со изработка на проект за комплетно уредување на речното корито, за да немаме повеќе вакви поплавувања и несреќни случаи, па се надевам дека во најскоро време се зависи од временските услови, дека ќе успееме да почнеме со реализација на тој проект. Во Охрид состојбата е малку подсмирена, но се уште алармантна. На располагање ставени се сите човечки и материјални ресурси. Екипи со тешка механизација пренасочуваат водата кон езерото, а со пумпи се врши испумпување од подруми, дворови и деловни простори. Преку бројот 112 се примени поголем број пријави од населбата Даљан. Коселска река излиена на неколку места, најмногу е погодено селото Орман и тековно како е течението на реката Коселска. Дополнителен број на пумпи се обезбедија заедно со ДЗС во моментов, тие ќе се стават на располагање пожарна и ДЗС ќе ги опреми, ќе ги среди. Неколку хотели во Охрид нудат бесплатно сместување за погодените граѓани од поплавите, а отворена е и сметка за донации во Црвениот крст.